Состојбата во здравството следна тема во Македонија наутро. Се поголемиот одлив на медицински персонал од Македонија представува сериозен предизвик за функционирањето на здравствениот систем. За да спречиме здравствените работници да си одат, треба да им дадеме подобри услови за работа. Какви се актуелните и како во истите функционира здравствениот персонал? Дознаваме од моите гостинки. Велам добро утро за Оливера Калушева, дипломирана медицинска сестра и представничка на Сдруженијата за нас. Добре ни дојдовте. Заедно со неа Мирјана Трајановска, патронажна сестра. Да, со диплома се разбира. Зборуваме за тема која што ве засега вас, не засега и нас, кои што зависиме од вас кога станува збор за здравието. Емисијата денеска ја започнавме со информацијата дека имаме се поголем одлив на млади од државата, но и на тема здравство немаме некои охрабрувачки податоци. Каква е во моментов состојбата во здравствениот систем? Ние во државата гледаме одлив на многу млад кадар, стручен кадар, кој се одлева од нашето општество, оди во соседните земји, оди во низевропските земји, ни светот. Таква е состојбата и на медицинскиот персонал, и на докторите, и на сестрите. Конкретно за сестрите, немаме точни бројки колку се одлеваат, колку се, но секој дневно добиваме потврди од воздруженијето, барања за потврди, пошто кога одат да се вработат во здравство, им треба тие потврди за пријавување во тие нови здруженија што ќе бидат тамо, пошто се обврзани да бидат пријавени во коморите нивни. Ние во Македонија немаме комора на сестринство, тоа е нашата цел, што побргу да се регулира состојбата на медицинската струка. И заради многу состојби што постојат во државава, во не само платата, него и работните места, неорганизираноста на работните места, состојбата, несредените состојби во амбулантите, во здравствените установи, придонесуваат младите што повеќе и повеќе да одат и да се барат ново место кај што ќе се докажат како во професијата. Спомена во најавата, за да ве задржиме, треба да ви понудиме добри услови за работа. Работите во различни сегменти и двете во здравството. Какви се моменталните услови за работа? И од двете сакам да слушам. Вака, јас работам во секундарно здравство. Првично условите каде што работиме како услови за работа во стил мебел за работа, објекти за работа. Тоа се пред 36 години кај што сум почнала, истите услови се и ден денеска. На истото биро, на истото столче, на истите плочки, значи воопшто не е реновирано по поликлиниките, по амбулантите каде што работиме. Се работи со работам конкретно на проблематика каде што ако нешто ти се расипе, имаш проблем тоа да се поправи, имаш проблем тоа да се купи ново. Не само во мојата институција, него во институциите на целата држава. Имаме ситуации каде што не можеме да се докажеме во струката заради тоа што немаме работни услови, немаме места каде што можеме тоа да го направиме и немаме однос со повисоките институции каде што може да ни дозвола тоа да го направиме. Не можеме да напредуваме и образованието што го стекнуваме, не можеме да го истакнеме во институциите, затоа што не препознаваат, поради немање на закон, не препознаваат во институциите и не можеме и напредувањата да си ги покажеме и да си се докажеме во струката и во... Дијана? Што се однесува за патронажната служба, ние сме малце по-специфична служба, затоа што ние не сме врзани за објектите, ние сме оние кои идеме на терен, во домовите, во семејствата, каде што таму гледаме што се случува, како се случува, ние сме она што се вели продолжената рака на јавното здравство. Исто можам да кажам дека јас сум веќе 34-35 година во оваа служба и дека промени нема во смисол на тоа дека сме нешто поопремени или дека нешто повеќе се вложило во нас како служба. Значи, се уште немаме возила патронажни, иако тоа 30 години се настојува да го бараме и да го, ама не сме го добиле. Од време на време нешто знаеме да добиеме во службата како опрема, да речеме патронажни торби, апарати за притисок, за мерење шеќер, меѓутоа
такво нешто треба и да имаш со што да го пренесеш на местото кај што одиш. Во градското население и градските населби може би е полесно да се стаса, значи се користи автобус, се користат и други превозни средства, меѓутоа зборуваме и за рурални места, каде што може некојаш и да треба половина час да се оди до местото каде што се посетува, и така да тој проблем со возила досега не беше решен. Тоа на еден начин ни ја намалува ефикасноста, ни ја намалува способноста во исти ден да посетиме повеќе места, повеќе посети да направиме, а од друга страна, исто тоа што го каже колешката Оливера, значи и да се потрудиме ние да се самите дообразуваме, да завршиме високо образование, тоа треба да се валоризира, значи тоа треба да ни се плати во месечните приходи и едноставно да се валоризира, да се цени. Колку одливот на медицински кадар на ваши колеги ви прави вам дополнителен притисок во работата? Па со самото тоа што го нема персоналот, нели што се намалува бројот на персонал, работата се префрлува на тие што остануваат. Луѓето, значи, си ги преземаме обврските што мораме да ги завршиме. Се случува да речеме порано имаше процентот на работа беше еден доктор, сестра и пол. До 2 сестри на некои места. Сега доаѓаме на еден доктор, пола сестра. Така да се повеќе и повеќе ние фалиме како сестри, не можеме и процентуално, например, треба да имаме на број на жители, на 1.000.000 жители треба да имаме 7.500 сестри. Ние во моментот, неофицијална бројка, располагаме во Сдруженијето дека сме 7.500 сестри и во приватно и во државно здравство, пошто немаме ние регистар на сестри. Негова е како некоја неофицијална бројка, 7.500 медицински сестри на 2 милиона жители. Значи, ние сме 50% помалку во старт. А секој ден се поголем и поголем отлив има на персоналот. Миријана, за колку колешки покривате работа? Јас во моментот покривам за 5 колешки работа, затоа што во Ѓорче на времето работев 6 колешки, сега сме во Ѓорче само 2 колешки кои што го покриваме. Ако земеме во предвид дека Ѓорче има население околу 50.000 жители по најновиот попис, а нас по планот на работа ни е предвидено да функционираме со 4.500 до 6.000 жители и една патронажна сестра. Видете сега колку ние на поголем терен работиме. Моментално у Карпош имаме само една патронажна сестра, таму е населението околу 65.000 жители, може би и повеќе, затоа што има голем дел доселени од руралните краеви во Македонија и кои што се уште немаат документ дека се жители нити на Скопје, нити на нашите населби, значи тоа е друг проблем. Меѓутоа факт е дека се зборува за поголема бројка која што живее на овие реони, на овие општини. И тука би можеле да проговориме и за синдромот на прегорување, но тоа се чини апсолутно. Еден во низата. Невозможно е да се постигне целата работа да се заврши кога си со ваков мал број кадар на сестри. Тоа те фрустрира, тоа те маловажува, меѓучовечките односи веќе почнуваат и да се нарушуваат заради тоа што не можеме да ги постигнеме тоа што сме го зацртале, тоа што треба. Незадоволството кај пациентите се јавува затоа што квалитетот е намален на работата. Да, многу јасно. Преживеавме, односно преживуваме се уште бројни кризи. Некако се почна со здравствената, во која што најголемите комплименти одеа на ваша сметка, но се чини дека тука се заврши со аплаузите, кога сме кај пофалбите за здравствените на работници. Преживуваме во моментов сериозна економска криза, трошоците за живот растат, платите на здравствените работници се сериозен знак прашалник. Не се откажувате од оваа битка, имаме ли нови информации на тим? Вака, сега Сдруженијето е во преговори преку синдикатот, ние пошто просиндикално мораме да реагираме, ние не сме здружение кое можеме, ние директно, значи мораме тоа преку синдикатот да одат и работи, за коригирање на коефициентот на сестрите со средна стручна спрема. Заради тоа што сега во моментот со зголемување на во месец март треба да се зголеми минималниот личен доход во државата, ќе дојде сестрата со средна стручна спрема да зема помала плата од минималецот. Затоа сме сега во преговори да се помести коефициентот, да се поместат платите во здравството и да некако да дојдеме до некоја достоинствена плата, достоинствени примања, каде што имаме ситуација каде што сестри не можат да функционираат со 22.000 плата.
Не може да функционира сестри кои зборам со стаж од 20 и кусур години. Апсолутно. А колку законот за медицински сестри би го решил? Да, законот е тоа што би го решил, затоа што би не поделил по образование, би не поделил по обврски, и секако дели. Кога имаме обврски, имаме и права, ама имаме и критериуми по кои би не казнувале ако нешто не го направиме како што треба. Секој чим има права, има и обврски што мора да ги исполни. Така да законот би донел многу, би ни помогнал. Во преговори сме и за законот. Сега малку со ситуацијава мислам дека ќе имаме разбирање кај новиот министер за да почнеме да продолжиме со преговорите, да се завршат, за да кога ќе се донесе законот, кога ќе се формира комората, подучени од околните држави, како тоа таму функционира, имаме голема поддршка од нив. Секогаш се со нас ни помагат законот да го добуткаме до како што треба, затоа што многу ќе значи и медицинската комора на сестри на Македонија во балканските системи и сметаме дека тоа можеби малку ќе го намали одливот на медицинскиот персонал. За да се добијат одредени подобри услови, треба и да се даде одреден квалитет. Сакам малку да предискутираме за унапредувањето на знаењето. Вие го правите тоа. Колку вашите колеги го прават тоа? Сакаат ли да вложуваат во себе? Имаат ли услови да вложуваат во себе за да можат да дадат во системот? Јас ќе ви одговорам на таа тема. Значи, како патронажна сестра, уште на првото вработување, ние имавме една обука која траеше од прилика некои 2,5-3 месеци. Стручна обука, како тоа да го работиме во семејствата, во домовите, затоа што тогаш беше една голема реорганизација на патронажниот систем во Македонија и се примија многу нови млади сестри, за да бидеме едуцирани како што треба и да знаеме како да ја работиме таа работа. Тогаш, значи, имавме таков еден курс, да речеме, една обука која траеше подолго време. Со текот на времето, буквално во секоја година ние имавме по 2-3 семинари, обуки, работилници на кои што сме учествувале и на кои што сме го надоградувале нашето знаење на неформален начин. Значи, формалното образование е средното образование, високото, ова е неформално образование. Проблемот и тука се јавува. Значи, нас тоа образование, неформалното, не е валоризирано. Никаде не пишува дека јас сум завршила курс за тоа и дека сум обучена и дека ги знам тие работи и никаде не постои ставка, начин на кој што тоа ние ќе го добиеме како вредност во нашите месечни примања. Кога доаѓа нова колешка за да почне да работи кај нас, сега ние превземаме улогата на ментори. Значи, ние обучуваме сестрата, ја носиме со нас на терен, покажуваме како да треба да работи. Сето наше знаење што сме го стекнале преку праксата, ние го пренесуваме на тие колешки. Исто тој начин, менторството, никаде не е заведено, никаде не е оценето, никаде не е валоризирано во смисол да тоа влезе во месечна плата. Да ти се даде право да бидеш ментор. Да, не мора значи законски тоа ќе се определи. Него да ти се даде право да му кажеш на некого, затоа што некој ќе ти рече која си ти да ми кажеш пене како треба. Некогаш треба да имаш право. На времето имавме ние ментори кои не воведуваа во работата. Така. Имаше хиерархија во медицината. Таа хиерархија денеска се изгуби. Во секој систем хиерархија постоеше. И сакам малку да се задржиме и на квалитетот на работата. Нешто што изминатиот период, да речеме, се зборува конкретно кога станува збор за здравството е немаме квалитетно здравство, немаме квалитетни здравствени работници. Мене искрено не ми се свиѓа не ми се допаѓа таа генерализација, бидејќи кога станува збор за нашите кадри без оглед на од кој сектор доаѓаат се најбарани во странство. Доколку нема квалитет, верувам дека никој не би ги барал, ниту би ги задржувал. Можеби условите се тие кои што придонесуваат за таква да биде сликата. Но како стоиме, еве да речеме, рамо до рамо со регионот? Одлив на персонал, на медицински персонал има сегде. Значи, одлив, преместување на медицински персонал, за сестрите конкретно зборам. Сегде фалат медицински персонал. Значи, ковидот нас ни кажа дека ние сме во мањак, глобално зборувам, дека сме во мањак со персонал медицински. А со квалитет, како квантитет, да, во мањак сме. Но во квалитет, сестрите од Балкан, од сестрите со таа едукација што сме ја имале овде, се сегде барани, сегде ценети. Па дури и во Србија, сега се спремаме за еден конгрес во Србија, сестрите со задоволство не
прифаќаат, сестрите од Србија со задоволство не прифаќаат на тој конгрес нашите искуства, нашите работи овдека што ги работиве, нашите обврски што ги имаме овдека, да ги пренесеме, затоа што секогаш сме добре дојдени сегде каде што ќе отидеме, затоа што знаат со кој квалитет располагаме овде. Искрено што ме изненади на тема солидарност, знаеме дека не каскаме, но со овој обем на работа кој што го имате овде, вие веднаш ги составивте и листите кога излезе состојбата со по катастрофалните земјотреси во Турција и се мобилизира голем број на здравствен персонал кој што доброволно се пријави да оди да помогне. Преку Министерство Друженијето се организиравме, се направија листи, се пријавија голем број медицински сестри кои сакаат да одат да помогнат. Некои доброволно, самоволно отидоа, но не организирано. Листите стојат, но добивме одговор од Турција дека веќе не им треба медицински персонал, повеќе им треба материјални добра, односно средства за работа и тие добро стојат со медицински персонал сега, ама ние сме спремни, нели, ако треба да тргнеме, тука сме сите спремни за да одиме. Ми се допаѓа што не се откажувате од себе, не се откажувате од своите колеги и дека се борите за своите права. И искрено се надевам дека ќе имаме позитивни промени и нови информации во периодот кој што следува, бидејќи сакаме да ве задржиме тука и сте ни неопходни. Оваа тема ќе ја заокружам со уште едно прашање, иако имам уште десетина на листата. Каков систем здравствен посакувате за 10 години од сега? Во какви услови би сакале да работите? Еве јас да кажам. Ајде ви двете. Систем на здравство каде што пред се, значи, за да функционираме ни треба хиерархија, линеарна и вертикална хиерархија. Мораме да ги научиме новите колешки на почитување и на респект кога ќе дојдат, честни исклучоци. Мора да знаеме кој каде му е работното место, кои се неговите обврски, од каде почнуваат и кај завршуваат неговите обврски, која е работа на сестрата со средно образование, која е работа на сестрата со високо образование, кој е односот спрема, да се научи односот спрема пациентите и да се врати довербата на пациентите спрема нас. Па, освен ова што го кажа колешката, само ќе се надоврзам на тоа да се цени навистина знаењето, работата на една професионална медицинска сестра, значи да се вреднува во системот, во државата, во законот, значи законски да биде пропишано сето тоа, да си ги знаеме нашите обврски, да си ги знаеме нашите одговорности и спрема тоа и така да се однесуваме. Меѓутоа, најбитно од све, да се вработува навистина квалитетен кадар на она место каде што треба. Значи, да се прави проценка спрема квалитетот, спрема образованието. Не да се примаат кадри кои што нема да ја работата, не сакаат да ја научат работата, едноставно примени се за да бидат таму, а да не ја извршуваат работата. Така не можеме да одиме напред како општество. Значи, мора да има квалитет, мора да има одговорности, мора да има образование соодветно за работата на медицинските сестри. Желба за учење. Да. И за надоградување. Тоа многу често недостасува во секој сегмент. Желба за учење. Никој не знаеме. Сите сме дошле со незнаење, ама сме имале желба за знаење и за докажување. Кога би се валоризирало тоа надоградување, секој ќе сака да се надоградува, кој ќе знае дека ќе добие за тоа и паричен надомест. Ако ништо друго, медиумската поддршка од нас ја имате и јас се надевам дека следното гостување ќе ни биде со убави вести. Се надеваме сите. Се надеваме. Благодарам за гостувањето. Ви благодариме на поканата.